Меѓу трите фирми со најмногу тендери во државата е штипската фирма Коле Транс Инженеринг. Градежната компанија од Штип лани склучила 29 тендерски договори со 8 општини од државата со вкупна вредност од 2,6 милиони евра. По општини вредноста на договорите на Коле Транс Инженеринг изгледаат вака: Радовиш 564.000 евра, Лозово 537, Штип 520, Македонска каменица 403, Кочани 209, Конче 148, Кавадарци 112 и Пробишти 56.000 евра. Што за овие општини било пресудно за на тендерите да ја изберат токму Коле Транс Инженеринг? Нивниот избор се врши според најниска цена. Зборувам за изборот во општина Штип и во нашите локални институции, така што тој кој што бил најповолен за општината, за било која друга институција, тој ја врши таа дејност во одреден временски рок, дали се работи за година дена, за две, дали се работи за одредена услуга, и секако тоа е контролирано и изработено од наши служби кои што имаат лиценци за да вршат таква служба, а тоа е да ги водат јавните набавки. Тоа се посебни дополнителни лиценци кои што ги добиваат. Основна работа од која се водиме е први да изведувачот, односно тој што аплицира, влегува во проценната вредност за сумата која е предвиден проектот, а втората работа е почитување на сите обврски преземени по основ на договорот, каде што јасно се предвидени квалитетот на изведбата и сите други стандарди, како и рокот на изведбата на проектите. Минатата година Коле Транс Инженеринг доживеал вистинска ренесанса кога во прашање се бројот на склучени договори. Во однос на 2018-та, оваа штипска фирма забележала раст од дури 254%. Ова Коле Транс Инженеринг ја прави трета фирма во државата по бројот на склучени тендери со општините. Пред него е Друштвото за градежништво, транспорт, трговија и услуги Јубај 2 Амет ДООЛ село Бојане Скопје, која има склучено 8 договори во вкупна вредност од околу 4,2 милиони евра. На второ место е нафтениот дистрибутер Пуцко Петрол, со кој се склучени 39 договори, и тоа со градот Скопје и 25 општини во вкупна вредност од околу 2,7 милиони евра.